Противпожарни вежби ќе се спроведуваат во сите училишта со цел учениците знаат да постапуваат во кризни ситуации. Министерката за образование и наука Весна Јаневска денес рече дека е неопходно да се заекне овој дел на учениците. Како што вели и таа, знаењето е бесценето и затоа тие започнуваат да работат на случајот со повеќето институции. Освен што се грижевме за прва психолошка помош во кризните подрачја, остварив неколку средби во кои и со Црвен крст, и со Меѓаши, и со други институции, со кои се договоривме да го зајакнеме овој дел на образование на учениците, како да постапуваат во таква една ситуација за која искрено се надевам дека нема да ни треба, но знаењето е бесценето и почнуваме и да работиме и на тоа, иако веќе Црвен крст работеше и во изминатиот период за образование на младите, за давање на прва помош, но не во кризни ситуации, како што е пожар, земјотрес и така натаму. Сега ќе го прошириме тоа и ќе го направиме да биде баш така како што треба. Имаме понуда од германската амбасада да помогне во тоа, ќе ја прифатиме, секако и во текст сме на организација. Противпожарна опрема има во сите училишта, вели Јаневска. Меѓутоа во некој се случува да не биде проверена еднаш годишно. Во тек е проверката на нивната исправност, а таа е децидна дека во ова треба да се вклучат и општините. Се наоѓа противпожарна опрема во сите училишта, меѓутоа кај некои училишта, во главно во внатрешноста на земјата, се случува тие апарати треба еднаш годишно да се проверат, да не биле проверени во текот на годината, пак ќе се допроверат. Треба да се проверат и цревата, извинете се, тоа како ми кажуваат, јас така ви објаснувам, дали се на соодветното место и дали се исправни, и тоа е сега во тек. И секако голема улога имаат тука општините, затоа што знаете дека училиштата во процесот на децентрализација припаѓаат на одговорност на општина. Во првичниот договор на Министерството за образование и наука да се обучуваат најпрво наставниците, со цел знаат како да се однесуваат во таква состојба, а потоа тие да го пренесат тоа знаење на учениците. Она што за сега е важно е тоа дека процесот е отпочнат и ќе продолжи се додека не биде завршен на територијата на државата.